Господине Гавер, испративте остра критика до државните структури како дипломатски клуб. Се загроза опозицијата на Македонија на меѓународната сцена. Зошто? Очигледно дека се загрозува. Дали е остра критиката или дали е доволна, тоа е друга работа. Ние сепак како дипломатски клуб сме една невладина, професионална, непрофитна организација, која што се труди во рамките на она што представува надворешна политика, меѓународни односи, меѓународно право, да дадеме придонес за разбирање во општество каде е позицијата на Македонија на меѓународен план и евентуално да влијаеме доколку можеме за таа позиција се подигне, Македонија да се афирмира, да го завземе своето место на меѓународната сцена. Критиката дали е остра, уште еднаш ќе повторам, или не е остра, тоа треба да оценат оние кои што спроведуваат одрена политика, која што не оддалечува, така ние сметаме, од нашите стратешки цели. А тоа е интеграција на Македонија, нашето општество, економија, култура, социјала и сето тоа во евроатлантските структури, заради безбедност и развој на земјата. Ако викате дека остра, се согласувам, остра критиката. Како би ги искоментирале последните настави на председателот Иванов во смисла на избегнување на средбата со Хан, потоа изјавите на Туск по средбата со него? Нема што се коментира. Тоа е очигледно една недржавничка постапка, која што на Македонија не обезбедува авторитет, да кажеме, во рамките на што представува Европска Унија, што представува напредок на земјата во интегративниот процес, бидејќи ние сакаме да почнеме преговори и веќе се најавува отварање на некои поглавја за да одиме напред, а не се среќаваме со тој што е најодговорен, и тоа не се среќава председател. Што се однесува до Туск, таму има многу непријатни работи, кога вели он дека треба пристојно и со здрав разум да се прииде во третирањето на прашањата од кризата. А кризата што е? Кризата е дека одредени демократски процеси кај нас стагнираат и тоа светот го гледа. Туск е представник на толку држави, 27-28, сега Брекзит да не го земеме во предвид, 27 држави кои што не го делегираат да ни помогне во надминувањето на оние процеси кои што се застои, ретроградни процеси во нашето општество. Значи, ние со тој меѓународен фактор кој што фактички заради подпишувањето на спогодбата стабилизација и асоциација, добивањето на кандидатскиот статус, визна либерализација, препораките за почеток на преговори, сето тоа во еден низ ние го ништиме со тоа што тој наоѓа забелешки и вика: извинете, ама кога вие вика ќе се договорите, тогаш ние ќе ви пружиме помош. Значи, веќе помош не ни пружаат. Каква е ситуацијата во македонската дипломатија? Ситуацијата, јас веќе не сум таму, ние во дипломацијот клуб имаме и активни дипломати, кои што се во Министерството, а имаме и пензионирани дипломати и соработуваме со странските амбасади на една колегијална и професионална основа. Она што го имам како информација, јас и ние во клуба што го дискутираме, сметаме дека нашата дипломатија треба многу повеќе да придонесе за развој на земјата, но таа е моментално во една многу тешка состојба, не само кадровски, кој што стварно е еден процес кој што е долгорочен и кој што до сега не дал резултати, но и материјално. Таа се наоѓа во еден систем на експанзија, имаме огромен број амбасади и представништва за една мала земја и со лимитирани човечки и материјални ресурси, а ние се уште отвараме нови представништва во земји каде што немаме никаква, да кажем, ни економска, ни културна соработка. Што се однесува до самото функционирање на Министерството, не можам да зборувам, но можам да зборувам дека се гледа дека нашето општество кон дипломатијата не се гледа како една државна одговорна, па и софистицирана, ако сакате, државна дејност, туку се гледа како вработување на кадри кои што се блиски до одредени структури, кои што имаат денеска одлучувачко влијание во општеството. Што доколку Западот не отпише? Постои ли план Б во македонската дипломатија? Не можам да зборувам, не сум ја политичар, но можам да ви кажам дека план Б секогаш мора да има, дури и С и Д. Проблемот е тие што нудат алтернативи. Во надворешните работи секогаш мора да има алтернативи.
Не знам дали денеска постои во Министерството развиен систем на обработка на тековните состојби околу нас, на светската, глобалната сцена, движењата од Брекзит до Русија, до Америка, менување на гарнитури на власт секад. И во секој момент да има алтернативи за себе поставување на одреден начин на меѓународната сцена, за да би добиеле она што го сакате. Подобро позиција на земјата, на своите граѓани во општеството македонско. Дали има такви, не можам да кажам, но мора да има. Бидејќи тогаш имаме стабилна држава со сите, што викаме ние нишани. Кои се препораките на клубот во однос на подобро позиционирањето на Македонија на меѓународната сцена? Клубот покрај тоа што дискутира за тековните движења на меѓународната сцена и местото на Македонија на таа сцена, издава и свој билтен, каде што има одредени критики, али има и одредени препораки како ние мислиме, професионални дипломати, како мислиме дека би требало нашата земја да се позиционира. Ние не можеме да кажеме точно како, што секојдневно, тактички како да се постави, но стратешките цели мораме да ги браниме, а стратешките цели се знае. Ако веќе собранието, уште од 93 година, рекло дека одиме кон НАТО, односно Европската Унија, па сме ги добили сите овие работи што ги кажав, тогаш немаме други препораки. Препораката е да се работи, да се истрае на овие концепти кои што видовме кај многу земји, бившите југословенски републики, Хрватска, Словенија, нашите соседи Романија и Бугарија, па ако сакате и Албанија која што влезе у НАТО и која што сега подпишува пополека договори од битно значење. Ние сме окружени со земји од Европската Унија и од НАТО. Нема кај да одиме. Ние мора да се прилагодиме. И тоа дипломатскиот клуб се обидува колку што може и на својот сајт, преку својот билтен и сето тоа, и дискусиите со странските амбасадори и со нашите интелектуални средини кои што го обработуваат ова поле, меѓународните односи и дипломатијата, да даде придонес. Колку успеваме, не знам, но убеден сум дека на ова општество му треба еден ваков сериозен пристап кон надбрешта политика.